Прилепчани доследни на традицијата, синојќа го ги распалија коледарските огнови во своите мала, со што се најави Бадник ден пред големиот ден на Христовото раѓање Божик. Со песни јора, со чаша топла ракија и здравица за добро здравје и беричетна година, околу огнот се споделуваше радоста со соседите, пријателите, роднините. Најрадосни беа оние во чие парче од кршената погача беше паричката, зашто се верува оти тие ќе бидат среќни во текот на целата година. Нарид во своето мало традиционално и градоначалникот Маријан Ристевски беше со своите соседи. Брачната двојка Љубица и Ристо Ангелески како домајќини имаа среќа за двојно славие, зашто токму на Коледе прославија 44 години заеднички живот. На сите му пожелувам се најубаво ова година, а јас и мажот ми вечерва полниме 44 брак. Секогаш од година во година е се побројно и повесело. Навистина голема благодарност до вечерашните кумови на овој празник и до идниот кум. Секоја година избирам и за наредната година. Му посакувам многу здравје, среќа, радост, успех на сите во новата година, да му честитам божикните празници, уште повеќе да се дружиме. Преку вакви дружби стекнуваме, ги зацрстуваме старите пријателства и стекнуваме нови пријателства, што е корисно за секој човек. Година очигледно почна добро за мене, значи со тоа што паричката оваа година падна кај мене, се надевам дека цела година ќе ме служи добро здравје и среќа и до година да бидеме повесели. Поздрав до сите и се најубаво и посакувам. И во Варошко мало граѓаните четврт век ја негуваат традицијата за палење коледарски огнови. Годинава 4 жени се грижеа славието да биде безпрекорно. Да, мислам дека е добра иницијативата и жени да бидат домајќинки на Коледе. Мислам дека одиме напред 21 век, а и еве самиот факт дека е преполно дека луѓе кажува дека навистина може да бидат добри домајќинки за Коледа. Секоја година организираме, ова година првпат ние сме жени, пошто секојаш беа мажи, ама ние рековме ова година жени, 4 жени сме нашето мало. 25 години овде сите славиме, мислам наша традиција овде останува и така. Сите имавме заеднички обврски, испазарувавме, собравме пари, приготвивме и така. Мислам имавме доста посетеност од сите. Така беше синојќа, а децата коледари утрово на Бадник со коледарски песни за здравје и беричет го символизираат гласот на ангелите за раѓањето на Исус Христос. Коледица, Варварица, Иконеја, Василица, еднаш ние во година, како свеќе во градина, Коледе, Коледе, најбивме во косече, жиди твое дело. Ова се денови кога секој треба да го заборави лошото и да ја даде можност на добрината, да ги направи луѓето среќни. Суштината на празникот е во радоста на христијаните пред големиот ден, Христовото раѓање. Истовремено, со овој ден завршуваат и божикните пости. Според традицијата што се негува со векови и се пренесува на младите, на Бадник семејството се собира на вечера, се подготвува богата трпеза, а обичај по вечерата софрата да не се крева, туку така, заедно со храната да остане цела ноќ. Ова е поврзано со верувањето дека ноќта ќе дојде Дедон Боже и ќе се нахради, или во некои места духовите на мртвите. На Бадник во многу градови се подготвува пита или погача со паричка, обичај што најголем број прилепчани го прават на Василица.